Илјадници, политички, студентски, земјоделски, етнички и какви уште ли не, со намера гласно да се искаже она што се посакува, или да се негодува и да се смени текот на настаните токму со протестирањето. Овие денови во Македонија се загатнува прашањето за протестите, низ дебата со закон за јавни собири, со одобрување или негодување. Се загатнува со намера да се одгатне. Значи, ако прашувате дали протести, одговорот е едно големо да, бидејќи тие спаѓаат во основните слободи и права на човекот, кои се со уставот заштитени. И затоа што никој не може да им го оспори уставното и законското право на граѓаните за слободно изразување на нивната волја преку јавни, но мирни протести. Катализирањето на негативната енергија, револт и незадоволство преку протести, впрочем, може да се толкува и како здрава појава, која го јакне чувството кај одредена група граѓани дека може да влијаат на промената на некои одлуки или состојби, доколку гласно се проговори за нив. Членот 21 од Уставот на Македонија вели дека граѓаните имаат право мирно да се собираат и да изразуваат јавен протест без претходно пријавување и без посебна дозвола. И дотука е во ред. Но истиот тој устав во членот 27 гарантира дека секој граѓанин на Република Македонија има право слободно да се движи на територијата на републиката. Јавноста беше сведок во изминатиот период дека на многумина ова право им беше попречено. Не значи дека поради почитувањето на граѓанските права и слободи на одржување протести треба да се забега во друга крајност на толеранција до безкрај, анархија и безредие, каде што секој може каде било и кога ќе посака да ги постави тракторите, дрвата, автомобилите, телевизорите, па и тој самиот како жив штит да легне на улицата. Вие искомплицирајте му го животот на Бучковски. Не ми го комплицирајте мојот живот. Тоа е поентата на протестот. Јас поентата на протестот не ја гледам во тоа да нервирам друг мој сограѓанин. Јас треба да го изнервирам тој што ми ја направил белјата. Јас можам со нив да се солидаризирам. Меѓутоа ќе се солидаризирам ако они протестираат пред Електростопарство на Македонија или пред влада. На градот на Криштата. Јас не го продавам Електростопарство, го продава владата, го продава Министерството за економија, го продава премиерот. Имаше една баш глупава, би рекол, ситуација. Се блокира крстосницата кај Треска, а на 50 метри од крстосницата кај Треска е кабинетот на министерот за економија. Блокирате го министерот за економија. Тој може да се движи без проблем. Не, овако не. Треба само да видат пред влада. Не овако, знаеш, другите улици да ги затварат. Има проблеми за вас за возење, така? Нормално дека има проблеми. Гледаш, треба да се паркирам да чекам сега. Да, тоа е тоа, знаеш. Они треба таму да иде, да не што бара тука. Имаш влада, имаш парламент, таму не може. Има други луѓе што си работат. На лекар да сакаш да отидеш не може. Треба на едно место да се закажи да се најде, че вака се враќа да се блокира и не знаеш ни кај видиш ни. Проблеми имаат и човарите на редот кои се немоќни да го одржуваат нормалниот тек на сообраќајот, но и безбедното движење на граѓаните низ блокадите. Зашто неретко мирните протести и блокади завршуваат со инциденти и со повредени учесници, полицајци и случајни минувачи. Констатирани се случаи каде што возила за итна медицинска помош, потоа возила за противпожарна заштита не можеле да се пробијат, односно да стасат на време, а регистрирани се и случаи кај што, да речеме, од страна на граѓани учесници во блокадите е нападнат граѓанин кој реагирал во врска со тоа што му било невозможено непречено движење. Најмногу проблеми имаме со тие покани од прв на хитност, каде што не можеме да запазиме хитноста во одредени делови на градот. Значи не секаде, него во одредени делови каде што треба барикади да се поминат. Ние во просек имаме горе-долу негде околу 100 покани дневно. Деновите кога се блокадите имаме проблем да речеме од прилика во 20 до 30% од поканите. И експертите по уставно право, како професорот Саво Климовски, се согласуваат дека не е можно граѓаните, барајќи ги